Основните и средните кочански училишта се подготвени за стартот на второто полугодие. За штрајк не се ни споменува, ниту пак размислува, велат директорите на училиштата, и покрај најавата на Синдикатот за образование и наука дека од вторник започнува генералниот штрајк, преку кој СОНК бара повисоки плати во образованието и укинување на одлуката за казни на наставниците од екстерното тестирање. Инаку, директорите на кочанските основни и средни училишта велат дека се преземени сите мерки за успешен старт на второто полугодие. Нашето училиште е подготвено за започнување на второто полугодие. За време на полугодието се извршени неколку активности од страна на служителите и домаќинот во нашето училиште, а тоа е секако темелно чистење на сите училници, потоа ходниците, санитарните јазди, извршена е дезинфекција и дератизација на целото училиште и ситни некои поправки од страна на домаќинот. Исто така е изготвен од страна на педагошко-психолошката служба заедно со мене и полугодишниот извештај, и во текот на полугодието секако наставниците си беа на работа, евидентните листови се завршени, значи оценувањето. Исто така училиштето има грејење, има нафта. Како за првото полугодие, подготвени сме секако и за второто полугодие. Најавениот штрајк не е во насока на подобрување на квалитетот на образованието, велат од Министерството за образование, и се децитни дека ако наставниците штрајкуваат, ќе бидат заменети со резервни. За сега нема најава дека заради најавениот штрајк ќе биде прекината наставата, односно дека учениците нема да ја започнат навреме и ќе им биде продолжен зимскиот распуст. Но сепак ова прашање останува неизвестно, оти СОНК останува на своето дека штрајк ќе има.